Јас сум Јас сум она што не се гледа на Инстаграм. Амбициозна. позитивен. Широка насмевка. Љубов. Јас сум мог. Јас сум храбар. Јас сум другар. Секогаш се слушувам, советувам и помагам. Јас сум доволна. Друштво дојде она време за кое што долго време размислував и сакав нешто да споделам со вас. Не е многу едноставна идеја, опфаќа повеќе луѓе во целава екипа која што можеби вие не ја гледате овде, но е позади камерите. И сите сме овде со една единствена цел, а тоа е да допреме до на место на кое што многумина можеби заборавија. Одлучив да направам подкаст за ментално здравје, затоа што знам колку е важно и кога размислам вака и за себе, посакував некојаш да постои еден ваков формат каде што ќе можам нешто да научам повеќе за себе, да бидам подобар човек, да бидам подобар пријател, подобра ќерка, сестра, едноставно најдобрата верзија од себе. Некои од вас може ме познаваат како ТВ лице, кое што се појавувало по забавни емисии, некои пак ме познаваат од социјалните мрежи, што по TikTok, што по Instagram. Секој си има некакво мислење создадено за Нина. Меѓутоа чувствував дека ни недостига конекција, ни недостига да се запознаеме едни со други и можеби еве конечно јас да ви се отворам и заедно да тргнеме на едно вакво патување. Направив концепт кој што ќе не сближи, ќе направиме да запознавате повеќе луѓе, што од јавните личности, што можеби и вие ќе гостувате овде, меѓутоа ќе отвораме теми кои што сите не засегаат. Јас знам дека барем еднаш во животот ви поминала мисла, посакував сега некој да биде со мене на овие тешки денови, или пак посакувам некој да ме гушнеше толку силно и на денот на моите најголеми успеси. Секогаш мечтаеме, тежнееме, да имаме долга маса со многу луѓе, каде што сите ќе бидеме како едно цело и ќе имаме причина за наздравување. Тоа е мојата животна желба. Како дете бев многу срамежлива, повлечена и не толку умеав да ги изразувам моите чувства, што тоа доведе до една верзија од себе, каде што и беше можеби малку потешко да ги изрази и до ден денеска. Дори да ги чувствува, не знае како да ги покаже. Можеби некои луѓе имаат поинакви очекувања од нас, а ние мислиме дека тие не разбрале. Многу сакав да се смеам, барем тоа ми го кажуваше многу мајка ми кога бев како малечка. Сум била дете кое што сакало да игра, да другарува, меѓутоа и знало да се повлече. Тоа дете, сите ние знаеме многу добро, некогаш се преобликува, не го познава овој свет денеска. Трага по некоја дефиниција за среќа, дали ќе најде и на 80 години, никогаш не може да знаеш. Меѓутоа, секој се бројат оние стрикни моменти. Тоа дете се уште живее во мене и се уште длабоко во себе се надева дека луѓето имаат се уште емпатија. Еве ова сум ја, вие не го гледате. Нема да биде подкаст само каде што ќе пуштаме солзи, ќе имаме солзи радосници, зашто има зашто да се слави во животов, но затоа ќе ни треба разговор, ќе ни треба искреност, ќе ни треба сплотеност и тоа е она што јас сакам да го правиме со овој подкаст. Тоа дете во мене денеска можам да кажам дека е многу гордо на оваа верзија од себе. Многу препреки, многу среќни моменти и ако мене ме прашате дали сум денеска среќна, можам да кажам дека и со отпочнување на ваков проект на вистина почнувам да сум. Тука се поставува на главното прашање околу менталното здравје. Зошто ми треба се тоа? Меѓутоа морам да ви споделам еден настан кој што длабоко ме допре
Јас не знам дали го памтите, ја не би сакала такви настани да памтите, меѓутоа ме допре. Тоа утре се разбудив, мислам нека 9-10 часот беше и дојде на информација до мене дека 16 годишно момче одлучило да си го одзеде животот на свој начин. Јас се сочувствував со тој настан, како да го познавам тоа дете, иако никогаш не знам како изгледаше. Тоа ме потикна да се подразмислам што правиме сите ние колективно и дали некојаш помислуваме на другите луѓе околу нас, без разлика дали ни се роднини или ни се тесно семејство. Дали некојаш сме се јавиле на свој пријател, сме се јавиле на подалечен можеби роднина, или на некој само што сте си кажале здраво, сте му забележале некој момент на однесување што не е својствен, што е надвор од неговиот карактер. Тоа ме потикна да се подразмислам дека точно е, сите ние некако се фокусираме кон својата среќа, ја трагаме, сакаме да ја почувствуваме повеќе од 5 пати, 10 пати и тоа го бараме дали во облека, во изглед, во патувања, во јадење, во се тоа што не обкружува, дали застануваме на момент и помислуваме кого денеска направивме среќни. Тоа ме потикна да размислам дека можеби е доволно што сме целосно фокусирани на себе и на она да, важни сме, јас. Меѓутоа, некогаш треба да помислиме и на другите. Можеби не знаете што им се случува. Ова младина која што денеска е и требаме, сме и повеќе од потребни и можеби е само еден крик за помош, за да ги слушнеме, да им отвориме, да им го покажеме вистинскиот пат кон едноставноста на живењето. Дека се е само во нашата глава и дека можеби таму некаде постои решение. Затоа одлучив да направам еден ваков формат, еден ваков подкаст, каде што ќе внесеме ведрина, ќе дискутираме за некои состојби, ќе пробаме да ги разбереме, затоа што сепак на крајот од денот знам дека не знам ништо. И од тука почнува растењето. Нека овој подкаст ви биде надеж, среќа да одвечекате да го пуштите и од мене до вас една топла, најтопла прегратка дека има подобро утре. Затоа и сето ова го правиме само за вас. Јас се надевам дека приказната од сега понатаму, барем ќе се потрудиме, темата која ќе се слушна ментално здравје, да е барем за некој процент подобрена кај нас, кај возрастните, кај помладите. Она што може да го очекувате од овој подкаст е исто така не само во студио прекрасно вака што е склопено, туку сигурно ќе излегуваме и надвор. Сигурно ќе бидеме меѓу вас, ќе се дружиме, а и ќе патуваме. Сигурно ќе запознаваме луѓе кои што имаат успешни приказни, кои што вие ги обожавате, кои што можеби ви се ваши идоли, а можеби ќе допираме до сршта на самиот проблем. Можеби ќе ве слушнеме вас, можеби средношколците ќе не бидат овде гости, а можеби наставници, можеби еден топол збор од вашиот дедо. Секој ќе биде добре дојден да седне на оваа фотелја и да си ја раскаже својата приказна. Затоа што секоја приказна е важна. Затоа и ви се случува. Не е за лошо, туку е за добро. Само што треба да дојде еден убав, добар момент да го сватите тоа. Затоа што е така. На крајот од денот ќе сватите дека се што ви се случува е само за да растете. И конечно да сватите дека треба малку и да лебнете и да го почувствувате животот. Подкастот ќе се емитува секоја недела во 20 часот. Денеска е исклучок од едноставна причина затоа што денеска е денот на менталното здравје.
со причина е одбран да биде петок, како за во светот, така и кај нас и на Балканот, ќе правиме една мала сладка промена. Со причина не сакам многу да зборувам, затоа што сакам да ве одведе чувството да сакате да патувате заедно со нас низ ова искуство. Морам да ви кажам дека ова и ќе биде поинаков подкаст, бидејќи и самиот тим ќе биде пред камерите. Тој ден исто така го чекам. И тие ми се важни. Околу 15 на луѓе се тука. И гостуваат и тие. Ќе има и таква епизода Meet the Team, каде што секој по нешто ќе има да си каже. Затоа што знам колку вредат. И знам дека секој во себе си носи своја убавина. Ви благодарам многу на ова време. Ве гушкам најмногу. Дечки, добро дојдовте во Reset. Потварањето може да почне сега. Се гледаме.